Посебен осврт имавме на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Овој орган и понатаму ќе биде во фокусот на вниманието на Транспарентност Македонија. Јавноста беше скандализирана со информациите дека Управата за јавни приходи откри незаконско работење или трошење на народните пари, точно од тие што треба да бидат бранители на или превенција на коруптивните случаи. Иако 5 члена поднесе оставка под притисок на јавноста, ние се уште имаме блокирана антикорупцијска комисија. 20 членови знаете дека не проработи совеста кај нив, ниту срамот, значи моралот. И во моментот имаме една блокирана и стручна служба на Државната комисија која што не може да ги оствари некогаш и основните цели на комисијата. Ваквото незаконско однесување е последица на воспоставената пракса на незаконско трошење на народните пари, на неказнивост за таквото ненамensко трошење на парите, а од друга страна фрапира податокот дека и порано УЈП констатирало вакво трошење на парите, меѓутоа тоа беше сокриено од јавноста, значи јавноста не беше информирана, ниту пак некој покрена постапка за некоја одговорност. Посебен акцент е даден на потребата од кадровско зајакнување на комисијата, односно зајакнување на критериумите за избор на членови антикорупцијската комисија. Веројатно ќе треба да се промени и самиот назив, наместо комисија да биде агенција за спречување на корупција. Тоа е политика на владата, ќе видиме како тоа ќе се прифати. Бидејќи од составот на комисијата во многу зависи колку таа ќе биде независна согласно пропишаното во законот. Треба да се надмина до сегашната практика на именување на анонимни членови кои што немат ниту познавање, кредибилитет за вршење на оваа јавна функција. Во одредени случаи беа дури именувани членови кои што не ги исполнува основните законски услови по однос на бараниот степен на образование. Значи препорачуваме бројот на членови да се намали на 5, дали тој ќе биде директори, членови или комисија. Со тоа сметаме дека ќе се заштитат буџетски пари, а од друга страна нема негативно да влие на работата на комисијата, бидејќи доколку изберете членови кои што имат професионален капацитет, кредибилитет и стручна служба која е зајакната, комисијата многу ефикасно може да извршува функцијата. Со цел да се зголеми транспарентноста при изборот на членовите, а од друга страна јавноста да биде убедена дека навистина се бират луѓе кои што имат професионален капацитет, работно искуство и познавање од оваа област, предлагаме да се спроведе повторно по оглас, меѓутоа јавно интервју, public hearing, со секој член од привиените кандидати, а како мониторинг да бидат представници на невладиниот сектор етаблирани, кои што се борат против корупцијата, и новинари кои што се бават со истражувачко новинарство. За нас е неприфатливо опозицијата било која да предлага председател на комисијата, бидејќи со тоа уште од почеток ќе се гледа на него како партиски човек.